на страните 376 и 377 од базата прашања за екстерно тестирање по математика за 2014-2015 година, за 6 деление беа поставени овие прашања. 31. Декартовиот производ на множеството А со елементи 4, 5 и Б со елементи А, Б, С е. Декартов производ представуваше множество со елементи подредените парови, чија прва компонента припаѓа на множеството А, а втората компонента припаѓа на множеството Б. А сега ќе имаме А по Б е множество со елементи. Може би овај дел нема да ви го напишат, А по Б еднакво, туку само ова. Кои подредени парови ќе ги имаме? 4А, 4Б, 4С. Тоа се сите можности со прва компонента да се јавува 4. Втора компонента, овде запирки мора да ставиме. Запирката поназад била ставена. Втора компонента, прва компонента ќе биде 5, па 5А ќе имаме 5Б, 5С. Колку елементи има множеството А? 2 елементи. Множеството Б? 3. 2 по 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 подредени парови мора да ги имате. 32. Декартовиот квадрат на множеството А со елементи 4, 5 е. Декартов производ А по А и тоа се пишува А на квадрат, се вика Декартов квадрат. Можно е вака да ви понудат или без овај дел. Се ќе ги имаме подредените парови. И првите и вторите компоненти мора да земаме од множеството А. 4, 4, 4, 5, 5, 4 и 5, 5. Два елементи, 2 на квадрат е 4. 4 подредени парови. 33. Кој од следниве броеви истовремено е делив со 2 и со 3? Во исто време, значи ќе ви понудат 4 броеви, треба препознаете број кој во исто време делив со 2 и со 3. За да тој број биде делив со 2, мора да завршува на 0, 2, 4, 6 или 8. А за да биде делив на 3, мора збирот на цифрите со кој е напишан бројот да биде број кој е делив на бројот 3. Тогаш бројот ќе биде делив со бројот во исто време и со бројот 2 и со бројот 3. И слично прашање е 34. Кој од следниве броеви одговорот. Кој од следниве броеви делив со 6? Бројот ќе биде делив со 6 ако во исто време делив и со бројот 2 и со бројот 3. Ако ова е тоа исполнет услов, убаво се гледа во третото прашање. Бројот 4 е делител на Бројот 4 е делител на 4 на самиот себе, па 4 по 2 8, 4 по 3 12, 4 по 4 16 и така натаму бесконечно множество. Меѓутоа можно е и поинаку да е поставено прашањето. Дадени броеви да препознаете кој од нив е број кој е делив на 4. Како тогаш ќе постапите? Ви интересираат само последните две цифри. Цифрата на десетките и цифрата на единиците. Ако последните две цифри формираат број, како кајнес што е бројот 20, формираат број кој е делив на бројот 4, тогаш целиот тој број е делив на бројот 4. Тоа беа прашањата. Благодарам за вашето внимание.